Едно од 39 села шторамничарски, а во помал број рицко-планински села кои гравитираат во атарот на општина Кавадарци е и убавото село Марена, само 4 километри оддалечено од градот со 1200 куќи, кое за некои жители е оквалификувано и како приградска населба. Сепак маренци милуваат да истакнат дека се горди селани, домакински расположени, со гостопримливост надалеку позната. Така беше и со нашата екипа која имаше за задача да го посети отслика секојдневниот живот на жителите на ова село. Марена има свој куриозитет, зашто е село кој реката Луда Мара го дели на два дела, чии домакинства се наоѓаат од двете страни на брегот на реката, која во поројните дождови некогаш знае да надојде и поплави се што е посејано или засадено, кое за миг бидува однесено во бујните води. Инаку Марена е село кое можеби што е поблиско до градот не се иселува, но се повеќе младите земјоделци се враќаат на родната маренска земја, податна и за градинарски култури под пластеничко производство. Нема домакинство кое не засадило во просек по 50 до 100 декари со најквалитетни вински трпезни сорти грозје и со еден пластеник во дворовите и уште по 3 и повеќе во полето, современо покриени и опремени со се што е потребно за рано градинарско производство. Патникот намерник веднаш би забележал дека во Марена нема домакинство во чиј двор нема комплетна најмодерна механизација од трактори, прскалки, комбајни, родоселки, машини за берење, но и автомобили и джипови од најнов тип, па младите вечерните часови можат да ги поминат во кафулињата и рестораните во Кавадарци и други места. Како што не запозна председателот на местната заедница, а воедно и советник во општината Митко Камчев, кој го тера вториот мандат како председател, селото доби многу. Одамна е веќе електрифицирано, има комунална инфраструктура, подрачно основно училиште, амбуланта, а во проектите за оваа година, заедно со градоначалникот Митко Јанчев на општина Кавадарци, со кој успешно соработуваат, е и отворањето на детска градинка, како и довршување со доизградбата на колекторот за фекална канализација, кој ќе го спаси селото од несносната реја, која со години се ширеше од загадените води на Луда Мара, а планирано е асфалтирање на приоди, сокаци и паркиралишта пред црквата Успение на Пресвета Богородица. Благодарение на повеќето фирми и компании, како Малереч, фирма за опрема на винарии, Вочар и други, селото се повеќе наликува на индустријска зона, па според тоа се прават напори да се отворат нови погони за вработување на младите маренци, за да не бидат дел од иселеничкиот бран кој ги зафати и градовите, но уште повеќе селата. Марена сред село има споменик на младиот Блашко Толев, војник кој загина во борбата со терористите во околината на Лешочкиот манастир, на кој на денот на погибијата секоја година се поклонуваат жителите, полагајќи свежо цвеќе во знак на почит на храброста на ова младо момче која бранеше својата земја Македонија. Исто така маренци се љубеници на спортот. Камчев, кој некогаш и самиот истакнат голгетер, долго не зборуваше за фудбалот и за постигањата на клубот ФК Марена, кој некогаш брилираше под раководството на тренерската легенда од Кавадарци Начо Тотовски, чии успеси сега ги продолжуваат младите, на кои им недостигаат сепак обновување на просториите, модерни сооблекувални и реквизити. Селото не би било ова што е денес, вели Камчев, ако не е големата помош за остварување на подобар живот од страна на локалната самоуправа и Митко Јанчев и големиот број донации како од Кожувчанка, Кавадарци, локалните фирми во Марена и други. Со радост во местната заедница го очекуваат престојниот празник на виното Свети Трифун. Програмата е направена со многу свечености, богати трпези, многу музика и песна, која ќе ечи на плантажите, каде ќе се обави символичната резиба, така и во познатите ресторани, и тоа во кафе ресторанот Рош кафе, но и во сите домови